Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Христос се роди, на вистина се роди. Ова е поздравот со кој православните христијани денеска го одбележуваат и се поздравуваат за големиот празник Божик. Еден од најголемите христијански празници. Во текот на вчерашниот ден се одбележуваше Бадник, кој пак е најава на денешниот голем ден. Со многу манифестации, верниците ги одбележаат двата дена, односно двата празника. Поголем дел од нив ги посетија и храмовите. По повод рождеството Христово, Божик, неговото блажество, архиепископот господин Стефан ќе одржи златоустова литургија во соборниот храм Свети Климент Охридски. Витлеемскиот богомладенец е смислата на вечноста и на времето. Тој е извор и суштина на животот и на историјата. Па ангелската порака не плашете се, одекнува и денес и ќе одекнува додека веков векува. Затоа, возлюбени празниколюбци, празникот на Христовото рождество, односно верата и сознанието дека Синот Божји стана и Син човечки, стана Богочовек, за да не избави од паднатоста, нека не направи храбри во сведочењето на вистината, штедри во покажувањето на љубовта и бодри во соочувањето со искушенијата. Да му придеме на Богомладенецот, за и самите да се родиме за нов живот во него, а преку нас светот да ги вкуси мирот и радоста, кој што само тој може да ги дарува и кој што, впрочем, постојано им ги дарува на сите, чии што души и срца и денес и секојдневно воскликнуваат: Христос се роди, Христос се роди, Христос се роди. Честито и од Бога благословено новото лето Господово. За значењето на празникот Божик во тема на денот зборуваше отец Антонио Апостолски од соборниот храм Свети Климент Охридски. Божик е со огромно значење за нас христијаните, бидејќи со овој настан, со раѓањето Христово, започнуваат сите други настани што Господ Исус Христос ги доживеа овде на земјата како Богочовек и на некој начин црквата доби, односно не само црквата, туку самите луѓе, самиот човечки род доби можност за спасение, затоа што Бог кога виде дека човекот не може самиот да се спаси, реши да дојде на земјата, да земе човечко тело, човечки облик, да им проповеда на луѓето, за потоа за нив за преголема љубов кон човештвото да постради да се расне на крстот. Па токму поради тоа со раѓањето Христово започнуваат сите други настани. Ако немаше раѓање како што велат светите отци, ке немаше ни воскресение и така натаму. Така што едноставно започнува на некој начин со овој настан таа Божја економија или Божјата промисла за спасение на човечкиот род. Господ Исус Христос се раѓа многу скромно, како да речеме од сиромашни родители, од Пресвета Богородица во пештера и продолжува со својот живот многу скромно, многу сиромашно, давајќи ни пример како и ние да се раководиме во животот, да не тежнееме кон материјалното, туку да бидеме секогаш насочени кон духовното, кон она да бидеме луѓе како што треба, во вистинска смисла на зборот, и христијани како што треба. И токму поради тоа, давајќи ни таква смисла на празникот, на сите празници што ни се следуваат, всушност ние на некој начин се земаме пример од Спасителот и на тој начин се раководиме во животот. Огромно е значењето затоа што ни се раѓа Спасителот на овој ден, секоја година на истиот ден си го празнуваме овој празник и всушност ние понатаму веќе ќе ни следуваат празници кои што нели ќе дојде и крштенијето Христово, Богојавление и така натаму, потоа ќе ни дојде Великден и слично. Си спомнуваме за сите тие настани со една голема стравопочит, со едно големо верско чувство дека ние ги следиме Христовите примери, Христовите заповеди, ние сме вистински христијани, одејќи во црква, молејќи се, почитувајќи и другите, ширејќи љубов на секаде и всушност на некој начин достоинствено со тоа сме си го одбележали и самиот празник. И токму поради тоа, кога зборуваме за раѓањето Христово, за самиот празник Божик, ние треба секогаш да ги имаме сите овие настани на ум, дека тоа се случило тој ден, дека на тој начин Господ Исус Христос дошол на светот, се родил заради нас, заради наше спасение, за да му помогне на човечкиот род. Празниците се моменти кога семејството се собира и е заедно, но треба да се биде внимателен, особено оние кои што се придржувале до постот, бидејќи изминатиот период имале и одредена исхрана, а сега внесувањето на храна може да донесе и нови проблеми.
Да се јаде и пие умерено. Многу сол и мрсна храна можат да предизвикаат кардиоваскуларни и стомачни проблеми, предупредуваат лекарите. Консумација на мали оброци кои што се повеќе со овошје, со зеленчук, со јаткасти производи, значи како што кажав, медитерански тип на исхрана, маслиново масло, риба, мисиркино месо, се што е црвено месо, се што е свинско и така натака, нема забрана, меѓутоа треба една дисциплина во однос на јадењето. Лебот да биде помалку во оброците застапен, соленото да се избегнува, туршија, зелка, кисела, тоа е све солено. На пациентите да претераат да јадат во овие празнични денови малку повеќе солена исхрана, одма го качуваат крвниот притисок. И ургентните амбуланти се полни на кардиолози. Со мрсната храна и алкохолот за божикните празници посебно внимателни треба да бидат граѓаните кои долго време постеле, советуваат од клиниката за токсикологија. Бидејќи нели сега дел од граѓаните постат, тие се тие божикни пости, па кога ќе се префрли од пост на наеднаш мрсна храна, тогаш се јавуваат нели симптоми од гастроинтестинален тракт, во смисла болка во стомакот, потоа повраќање, нели така што ќе мора да повнимаваат, да се користи нормално и редовната терапија и како што реков, умереност и нормално внимание. Да не се претерува во ништо, па и во мрсната храна. Воспротивно, лекарите се категорични дека страдаат панкреасот, срцето, мозокот и многу лесно некои граѓани можат да се доведат во живото загрозувачка состојба. Александар Динев, Сител телевизија. Украина и Молдавија на 1 јануари влегува во бесплатната роаминг зона со Европската Унија, со или без исполнети обврски. Сеедно, но таа обврска за Македонија и за земјите од Западен Балкан е условена со законски измени и бројни критериуми. Последните информации велат дека роаминг како дома со Европската Унија би можел да биде активен дури на есен. Македонците ќе зборуваат без дополнителни трошоци за роаминг со граѓаните од Унијата дури на есен. Најавата за можно укинување од 1 јануари годинава паѓаат во вода. Обврските и критериумите кои Брисел ги бара од нас и останатите земји од Западниот Балкан се уште не се завршени. Процесот активно се спроведува, вели министерот за дигитална трансформација Андоновски. Македонија е меѓу првите земји од Западен Балкан што ги исполнува законските национални обврски, кои се предуслов за приближување кон европскиот модел на роаминг. Во таа насока во октомври беше донесен акцијски план, а на 30 декември 2025 беа усвоени измени и дополнувања на Законот за електронски комуникации. Во тек е финалната подготовка и усогласување со подзаконските акти, со очекување сите национални предуслови да бидат исполнети до крајот на јануари или почетокот на февруари. Важно е да се нагласи дека воведувањето на роаминг како дома со Европската Унија не е едностранен процес и не зависи исклучиво од една држава. Андоновски додава дека воведувањето на роаминг како дома со Европската Унија не е едностран процес и не зависи исклучиво од една држава, но според неговите информации, можно е процесот да биде заокружен на есен. Согласно информациите добиени во комуникација со европските институции, Македонија, Црна Гора и Албанија се офатени во заеднички пакет, при што се уште не е јасна можноста за поединечно приклучување доколку некоја држава не ги исполнила своите обврски. Следната фаза од процесот кај нас офаќа скрининг и анализа од страна на Европската Унија, кои се очекува да се реализираат до доцна пролет или лето 2026. Согласно неофицијалните очекувања од европска страна, можно е процесот да биде заокружен до есента 2026, при што Министерството нагласува дека станува збор за индикативни, а не за формално утврдени рокови. Штом Европската Унија ги финализира договорните и процедурните предуслови, што овозможуваат прецизни рокови и јасен модел на имплементација, Министерството за дигитална трансформација ќе излезе со конкретни и навремени информации за македонските граѓани. Инаку во јули 2021 година беше укинат роамингот за телефонски разговори, СМС пораки и интернет меѓу земјите од Западен Балкан, односно помеѓу Македонија, Србија, Црна Гора, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина. Наташа Мерсовска, Сител телевизија.